Цивил медија. Јас прво сакам да се заблагодарам на Цивил за поканата и за просторот на Академијата што го остава во сите овие проблеми. Се откажав од некои подолги експликации. Со Џабир се договаравме да проговорам и малку да продискутирам околу проблемот со медиумите. Некако вовед даде претходната говорничка од Државната комисија за спречување на корупција и таа говореше околу кампањите, платените политички реклами кои што се типични за избори, кои што одат во преговори, но верувајте, тоа е полесниот дел. Нешто што може да биде предмет на договор и да го решиме. Дури најновите истражувања покажуваат дека агресивните платени реклами и кампањи веќе имаат контрапродуктивен ефект кај еден општествено одговорен граѓанин. Значи, вие гледате платена програма, реклама политичка пред изборија и велите, леле, колку многу пари потрошиле, ова не ли треба, 10 пати ја гледаме рекламата. Значи, вие се прашувате кој е ефектот на платените политички реклами, но тоа треба да размислат тие PR тимови. Она што е многу поопасно е дифузното пропагирање за време на изборите. А тоа е квалитетот на политичката комуникација во Македонија, но тоа не е само кај нас, тоа е и глобален проблем сега со новите медиуми. Фала Богу, не сме ние нешто единствени. Гледаме дека и меѓународните односи помеѓу Русија и Америка за последните претседателски избори во САД се гледа низ призмата на фейк ньюс, односно што направија некои агенции во однос на лажните вести, затоа што вие може да имате не знам каков изборен модел, но на крајот од квалитетот на политичката комуникација ќе зависи каква одлука ќе донесе граѓанинот. И тоа и во апатични и во високо исполитизирани средини. Во тој дел ние во Македонија имаме малку поголем проблем, пошто немаме некое квалитетно јавно информирање. Значи, вие, например, во Франција може да имате фейк ньюс и разни лаги, манипулации, меѓутоа на крај го имате Guardian. Ке го отворите и на некој начин таму има интегритет весникот и знаете дека веста што сте ја прочитале не мора да ја проверувате или има некоја физичка адреса која што може да ја тужите и така натаму да одговара. Ние тоа во Македонија го немаме. Ние имаме медиуми со многу низок интегритет, новинари непрофесионални исто така со многу низок. И ние немаме извори на кои што можеме да им веруваме. Во таква состојба овие лажни вести, порталчиња кои што се гледате што се случува сега, целосно сме дефокусирани од вистинските проблеми, прават огромна штета. Јас сакам, уствари, моето излагање да го сведам на некои мои препораки. Можам да говорам кои се лековите за ова, медиумска писменост, етика на публика, професионализација на новинари, меѓутоа тоа се многу долги општествени процеси, кои што можат резултати да дадат после 10 години, ако сега се почне да се работи, или после 15, ама за следните избори не може да дадат никакви ефекти, пошто станува збор за долги процеси на кои што на едно социолошко рамниште треба да действуваме од аспект на академија, од аспект на влада, од аспект на граѓанско општество, што може да се направи нешто брзо до новите избори. Многу ме нервира што и во актуелната власт сега и актуелните политичари покажуваат една голема неедуцираност во однос на европските вредности околу онлайн медиумите. И така имаме многу шокантни, паушални изјави, значи не знаат што зборат, ќе ги тужиме, ќе ги затвориме, ќе ги регистрираме, а тоа е сосема контра на целата европска регулатива, контра на сите европски вредности. Европа ви вели, остајте ги луѓето да зборуваат, пошто сите ние сме медиуми, ние сите можеме да кажеме се. Дури можеме и да лажеме, но од друга страна треба да постои некој корпус кој што ќе биде одбранбен механизам, а тоа е корпусот на јавното информирање на регистрираните медиуми, на кој што владее медиумското законодавство. Она што поткитно треба да се направи, прво треба актуелните политичари да се едуцираат и кој може тоа да го направи во овој момент само граѓанското општество. Преку проекти
кои што ќе имаат за цел едуцирање на нашите политичари некако, прво да знаат што зборуваат и да научат што се онлайн медиуми, што е Facebook, што е, дали тоа може, дали треба да се регулира, што вели тоа тело за електронски комуникации во Европа, кои се директивите, препораките, значи да знаат зборовите кога ги употребуваат, што зборуваат, зашто можат да ни нанесат штета. Гледате, сите извештаи се лоши. И оваа година извештајот еве и на невладините организации, меѓународни репортери без граници, Freedom House, извештаите се лоши за медиумите и на политичките инстанции, например State Department-от. Вика, медиумите ви се лоши, постои голема политичка поларизација во медиумскиот систем, несреденост во однос на овој простор, неедуцираност, незнаење. Значи, прво треба да се едуцираат политичарите, активните политички опции кои што ги имаме, и тоа поднаитно, и да се зголеми нивото на општествената одговорност на политичките партии во Македонија. Значи, можат многу да направат. Што значи тоа општествена одговорност? Тоа значи, ако некој инфомакс, доказ, нели, не е близок политички, ние не можеме крш намерно да правиме таму. Значи, освен да добиваме поени кај нашето политичко битие, ние треба да мислиме каква штета нанесуваме на општеството. Значи, апсолутно да се крене таа општествена одговорност на политичките партии. Секоја политичка партија може да направи комјунити менеджер, затоа сега европјаните од Шведска, од скандинавските земји, веќе пиаровците не ги викаат пиаровци, туку ги викаат оделенија за стратегиски комуникации, каде што ќе се негуваат вредностите на доверба, зашто за да направиме општество каде што на сите ќе ни биде поубаво, мораме да сме општествено одговорни. Значи, политичките партии, особено големите, тука две треба да се, пошто и ние имаме дуален политички систем, се знае, и ние уште многу долго тоа така ќе биде, тие треба да наметнат матрица на дисциплинирање, значи, во наводници ова. Значи да наметнат матрица како се менаџира публика во услови на Facebook, YouTube, пошто тоа е нашиот живот сега. Нема враќање назад. Тоа е начинот на социополитичко обстојување. Мораме да го прилагодиме општеството на тоа и тие таму мора да покажат една повисоко ниво на општествена одговорност. Значи, преку законски регулативи, јасна е тука, европските вредности се јасни, не можеме ништо да правиме, регистри, закони, цензури, апсолутно не, но треба повторно преку граѓанското општество да се реагира во однос на оваа политичка комуникација, бидејќи денеска во 21. век демократијата не се мери дали вие имате избори, дали имате поделба на власт. Ние имаме избори, имаме поделба на власт, па велат дека сме компетитивен авторитаризам, односно не можеме да излеземе од тоа. Значи, мораме да имаме квалитетна политичка комуникација како еден од современите индикатори на демократијата во една земја. А тоа значи слободно да комуницираме, да имаме право на вистина, затоа што правото на слобода на изразување не е само вие да кажете нешто, туку треба и да примите информација, па вашиот мозок да се уклучи и да донесе вистинска одлука. Ако бидете излажани, како ќе донесете вистинска одлука? Така што мислам дека пак тука главниот товар ќе го има граѓанското општество, да биде малку поагресивно и гледаме тие спонзорски линии во многу ги тангираат медиумите како цел, бидејќи навистина имаме поголем проблем од сите други земји во регионот. Ви благодарам. Цивил медија